Неодамна беше промовирана луксузната монографија Македонија од небото на авторот Наце Попов, фотограф кој што долги години ги врамува убавините од нашата чудесна Македонија со објективот на неговиот фотоапарат. За ова нова едиција, која што навистина во најубаво светло ја представува нашата прекрасна земја, зборуваме во следните минути со самиот автор. Задоволство е да се има во раце ова прекрасно дело. Наце, пред се честитки за промоцијата, од која што впечатоците се уште свежи, затоа што се случи неодамна. Па ајде да почнеме токму од промоцијата. Како си ти задоволен од атмосферата во која што истата помина? Благодарам најпрво за поканата. Било ми што сум овде со вас. Промоцијата, не знам, помина прекрасно според мене. Едноставно убава атмосфера. Самото место исто беше посебно одбрано. Музиче, коктелче, презадоволен. Како што доликува со многу посетено, со многу публика, како што доликува на еден ваков труд во кој што се посветени многу години, денови, непроспиени ноќи, многу патувања, многу енергија. Фотообјективот како пасија низ изминативе децении, многу пати го видовме низ различни изданија, но што е она што ја прави ова книга, ова монографија Македонија од небото поразлична од претходните? Најразлично е тоа што фотообјективот овој пат е од дрон. Фактички објективот е од дрон, фотографиите се најголем дел од дрон направени. И настанало самото тоа што е би рекол нов апарат, ново неко искуство за мене беше така доста малце проблематично, покомплицирано. Траеше самиот процес веројатно и заради тоа малку подолго него што е вообичаено. Например, со фотоапарат веројатно ќе заврши доста побрзо монографијата. Меѓутоа со овој начин на работа прилика, мислам дека 3,5 години веќе траеше се тоа за да искочи како крајен производ. Твоето искуство позади фотообјективот е навистина огромно, затоа што е твоја страст, речи си, целиот живот, а подеднакво толку си влюбеник и во природата и тие природни убавини на нашата Македонија. И од тука всушност започна целата твоја фотографска приказна и тоа патешествие, таа фасцинираност од убавините на Македонија и таа желба да се зароби убавината, како што е потенцирано и во самата книга, а всушност убавината на крајот те заробува тебе. Таа моја мислам баш е точна. Тргнав да фотографирам баш за да ја заробам, да покажам убавината на некој начин. Преку фотографија, на крај испадна дека јас се заљубив во нејзија и наставно не важам без природата. Од мал сум планинар. Би рекол тоа е некоја моја предност да имам можност да патувам, да запознам природата за разлика од многумина наши согледања кои што наставно многу ретко искачаат од градот. И со тек на време настана таа моја љубов се поеќе се зголемуваше. Така да имам и веќе неколку пати спомнато од една моја љубов дојдов до мојата трета и четврта љубов, би рекол веќе издаваштвото и мислам дека ќе продолжи во тоа. Убаво е што кога човек ужива во својата работа. Мислам дека нема поголем благослов во тоа. За тие што нема толку често можност или можеби желба да излезат да прошетат и да ги видат убавините на нашата Македонија, затоа се тука твоите фотографии кои што ја доловуваат на еден посебно убав начин таа убавина и таа светлина на нашата прекрасна земја. Во ова книга има фотографии од небо на многу различни места. Колку фотографии има, колку места се фотографирани, која е всушност главната нитка на фотографиите што се направени од него и што се најдоа во монографијава? Видете, со оглед на тоа дека се работи за Македонија и самата приказна е третото патување на апостол Пале низ Македонија, каде што ја запознава фактички нашата држава. Он морал да патува насекаде за да познае народ. Придружуване од Сокол, ангел пратен од Господ Бог, кој што го придружува на самото патување.
соколот е фактички дронот и наставно патуваат и му покажуваат од горе како Господ е гледа нашата земја. Заради тоа се поминати сите краишта на државата, фотографирање буквално секаде. Во тие 3 години овде се сместени негде повеќе од 180 фотографии, бидејќи нели сепак мора да се има превид и димензијата, големината на книгата, иначе има преку 300-400 фотографии направени, меѓутоа самото дело и самиот текст имаше потреба од толку. Така да покриено е све, сите наши убавини и понатака ќе видиме што следува. Верувам дека посебно тежок процес е и самата селекција од таков избор на фотографии, од толку заробени во наводници убавини, но кога конечно го направивте изборот на фотографиите, требаше истите и да бидат раскажани со пригоден збор кој што на исто толку впечатлив начин како и самата фотографија ќе раскаже убавината. Да, како што спомнав и преска, од преку, не знам, сигурно имаше преку 2000 фотографии. Од тие 2000 фотографии направени беа изборот околу 400, за да на крајот тие 400 дојдат овие околу 180. И сето тоа беше во соработка нормално со професорот Венко Андоновски, кој што е исклучителен во својата работа. Текстот е негов. И заедно додека работевме, ги работевме заедно, гледавме фотографиите и според фотографиите одеше и патувањето на апостол Павле. Така да преку еден спој на двајца уметници кои што си ја сакаат Македонија безусловно, знаат што барат и знаат како производ сакаат да имаат. Така да ова е и на нешто, тоа и на тоа ќе додам и се вистински мајстори на својот занет. Благодарам. За професорот Венко сите знаеме, за мене не знам. Можеби ќе се чуе малце повеќе. Ова е моја 6-та монографија. Исто би сакал да го спомнам и господинот Ласко Ѓуровски, кој што е автор на фонтовите, прекрасните фонтови за Македонија. И не знам, мислам дека се потрудивме доста и самиот производ, оваа монографија е нешто што ќе остане со децении понатак. Сега кога веќе монографијата е издадена, промовирана, каде ќе биде достапна и каде сите љубители на нашата убава Македонија, на убавата фотографија и на убавиот пишан збор ќе може да ја најдете? Од пред некој ден монографијата е веќе распределена по сите најголеми книжари во Македонија. Значи да не ги набројувам сите, едноставно е достапна за сите оние што сакаат да имаат. И има исто и на онлайн, може да се нарача преку наш веб портал за продажба. И сега мислам дека е тоа доволно. Понатака ќе видиме, можеби ќе иде на Амазон, али тоа се веќе други планови кои што ќе ги размислиме за понатака. Какви се првите реакции на публиката, на оние што има можност веќе да ја видат монографијата, да ја разгледаат и да споделат свој впечаток? На самата промоција бев воодушевен, односно благодарен на сите тие реакции што беа позитивни. Уште тогаш видов дека сум направил стварно вистинско дело. Не збориме за барањето за подписи или било што, него самите посетители, гости на промоцијата кои ја видеа, кои ги отворија фотографиите, рекоа, вау, ова е нешто феноменално. А сигурен сум дека уште повеќе ќе бидат среќни и задоволни кои ќе ги прочитаат текстовите. Така да, она што го планирав и она што излезе како производ, мислам дека е сосема задоволително за мојот осет за квалитет. Уште еднаш восхит и честитки за сето она што е сместено во овие корици, почнувајќи од фотографиите со подписот Наце Попов до зборот на професорот Венко Андоновски и целиот тим што стои и помогна на директен и индиректен начин за конечно оваа книга да го добие овој изглед, ова издание и да биде достапна за сите нас, овековечувајќи на вистина една посебно убава слика и приказна за Македонија.
Тимот беше внимателно одбран, значи од самиот дизајнер, уредникот, преведувачот, лекторот, професорот Венко, па ете и Ласко Ѓуровски, значи се тоа реко внимателно одбрано, затоа што, не знам, од секој сум сакал, може би и претерувам, некаш сум бил, некој ми викаат сум перфекционист. И тоа навистина сакам кога нешто работам да биде како што треба. И имам некоја замисла уште пред да почнам да работам. Конкретно веќе планираме некои нови монографии понатака. И не ги работам ако не сум задоволен со сите тоа што го сработам. На некои места е под 4-5 пати само за да добиам таква фотографија како што сакам. Али тоа е тоа, мислам дека целиот тој труд на крај вреди. Навистина е така потврда за тоа е токму ова што го имаме тука пред нас. Наце благодарам за одвоеното време, за можноста да ја споделиме оваа информација и ова значајно, луксузно, убаво издание Македонија од небото со нашите гледачи. Пожелувам оваа монографија да доживее многу изданија и да заврши во многу домови, во многу канцеларии, во многу амбасади, дипломатски представништва, затоа што на тој начин ја шириме и приказната за нашата земја. Благодарам уште за поканата, ја се надам дека оваа монографија ќе остане со децении и највеќе ќе ја читаат нашите деца, внуци и правнуци. Нека биде така.